На ден пред крштевањето Господово, свештениците ги осветија сите води во регионот, подготвувајќи ги на тој начин за светото крштение на Богомладенецот. Прави голем богојавленски водосвет кој се извршува само денес и утре, тоест 2 пати во годината. Ова света вода, која се врши денес и утре, се нарекува агијазма и ова е духовен лек за очистување, исцелување на нашите души, а и тела. Водата од овој ден има посебна исцелителна и прочистувачка моќ, нешто што верните добро го знаат. Символ на верата, символ на живот, крстевањето на Господ Исус Христос, раскрстувањето на секое зло. Веќе утре верниците ќе оддадат чест на денот кога Исус Христос бил крстен од страна на Свети Јован Крстител во водите на реката Јордан. Свети Јован ја положи својата рака врз главата на Христа, го потопи во водата, а на излегување се јави Духот Свети во вид на гулаб и Отецот од небото се јави и рече: ова е мојот возлюбен син, на него е мојата волја. По една година пауза поради пандемијата, утре во сите општини од регионот ќе се спроведе чинот на полагање и фаќање на чесниот крст. Манифестацијата започнува во раните утрински часови во Слетово со литургија, а некаде на местоста Пешка околу 7 часот и 30 минути ќе се фрли Светиот крст. Во 11 часот, вообичаено на градскиот базен при Аквапаркот Македонија во Провиштип, ќе се одржи истата манифестација за провиштипјани. Во Штип, локациите кај мостот во Новосело и камениот мост се веќе подготвени за утрешната церемонија. Изминативе неколку денови екипите на јавното предпријатие Стипион заеднички со екипите на јавното предпријатие Исар го расчистија овој дел овде каде што се наоѓаме. Зидот од спортивната страна беше повторно обележен, односно буквите беа обновени, исто така поставени се јарболи за знамињата на Македонската православна црква и државното знаме. Ги расчистивме сите гранки кои што беа околу коритото, изчистивме сметот, така да се е спремно за утре нашите верници, нашите сограѓани да дојдат во поголем број на големиот верски празник. За прв пат скокање по чесниот крст ќе се организира и во село Лакавица, со што и овдешните жители со сопствена манифестација ќе се приклучат на вековната традиција за водици.